Здраво и добро дојдовте во ова видео за третман за автоимуни болести. Првично, како што имам спомнато во голем број видеа, немаме лек за автоимуни болести, немаме лек у класична смисла на зборот. Например, некои автоимуни болести може би таргетираат одредено ткиво или орган и ние го отстраниме и ќе речеш јеј, го решивме проблемот. Но не е баш тоа класично решавање на проблемот како да земеш шапче и веќе да немаш автоимуната болест. Нели, за Хашимото и Базедова ти можеш да извадиш тироидната жлезда и паратироидната жлезда киде со нејзе и ќе речеш готово, немаме Хашимото, нема Базедова. Да, точно, но сега цел живот треба индивидуата да биде на терапија со тироидни и паратироидни хормони. Значи, под лек најчесто мислиме на некој апче или некоја интравенозна терапија, која можеш да ја примаш даден временски период, например, не знам, неколку месеци и готово, излечен си, веќе го немаш тоа заболување. Епа такви лекови нема. Имаме само третмани кои се подобри или полоши, зависи од заболувањето и од индивидуата. Сега, прашањето е зошто немаме лек за автоимуни болести? И проблематиката е релативно слична со прашањето зошто немаме лек за канцер. А простиот одговор на тие две прашања е бидејќи лошите клетки у наводници, така например канцерозните или тие клетки кои се автореактивни во склоп на автоимуни болести, не се разликуваат нешто многу од нормалните клетки. Така, например, овдека имаме една нормална клетка од некој си ткиво или орган што и да е, имаме канцерозна. Така, значи канцерот просто кажано е кога дадена клетка едноставно почнува повеќе да се дели и со тек на време ќе го надвладее дадениот орган, така што тој орган веќе не може да се врши функцијата и организмот ќе умре, бидејќи не може да постигне хомеостаза. Нормално ова е една голема симплификација, но тоа е главната идеја. Така што просто кажано тоа што се разликува помеѓу нормалната и канцерозната клетка е дека оваа повеќе се дели. Зошто? Бидејќи може да има зголемена експресија на некој онкоген или пак некој тумор супресорски ген е исклучен. Така што се синтетизираат например повеќе протеини кои стимулираат клеточна делба и таа клетка повеќе и повеќе се дели. Но тоа е само функционална разлика. Структурно, поточно хемиски гледано, нормалната и канцерозната клетка изгледаат скоро идентично. Така, значи ги имаат скоро истите протеини на својата површина. Океј, чистите протеини и таа има некои плави протеини и оваа има плави протеини надвор. Така и оваа има виолетови протеини внатре и оваа има виолетови протеини внатре. И сега ти кога правиш лек, треба лекот да ги уништува овие канцерозни клетки, а овие да ги остави на мира. Така, значи да не ги дира. И сега, како ќе го направиш тоа? Лекот како ќе знае, така дадената хемикалија која би ја испил, дека ова е канцерозна клетка, а ова дека не е. Односно, проблематиката не е дека ние не можеме да направиме некој апче кој ќе уништува канцерозни клетки. Проблемот е да не ги уништува и нормалните. Океј? Така што проблематиката е всушност да најдеме нешто што го има канцерозната клетка, а го нема нормалната. И ќе направиме лек само за тоа нешто, така што лекот ќе може да ги таргетира канцерозните клетки специфично. И генерално тоа денеска се иде у насока да се прават антитела против канцерозните клетки, но проблематиката е да се најдат овие разлики. Значи, она е како списание на имаш две слики, најде ја разликата. Еба ние тоа пробуваме да го најдеме. Да најдеме разликата помеѓу канцерозна и здрава клетка. Така што ќе направиме успешна терапија. Нормално покомплицирано е тоа, јас сега што го зборам, но тоа е главната идеја. Истото сега важи за автоимуните болести. Имаш некоја нормална Т клетка и имаш автореактивна Т клетка. Оваа Т клетка напаѓа некој селф антиген, така значи некој селф антиген, оваа таргетира некој не знам, стран антиген од некоја бактерија. Во ред? И оваа се активира, и оваа се активира. Активацијата изгледа исто. Ќе почнат, не знам, да секретираат одредени цитокини, да активираат други клетки во околната средина, ќе почнат да се диференцираат на инфекторни, на мемориски Т клетки и така натаму. Односно, ако би можел накаде да ги гледаш, би изгледале исто. Едноставно едната напаѓа едно, другата напаѓа друго. Така што за да направиш лек за некој автоимуно заболување, ти треба да направиш некоја супстанца која ќе ги препознае автореактивните клетки, ќе ги уништи, али сите други нормални клетки ќе ги остави на мира. И овој проблем е уште покомплициран, бидејќи
Не само што треба да уништи еден вид автореактивни клетки, него кога ќе имаш одредена автореактивна клетка, таа ќе направи пролиферација и ќе се добијат повеќе клонови. Некои ќе бидат мемориски, некои ќе бидат ефекторни, различни видови на ефекторни. Така, некои ќе бидат TH1, некои ќе бидат TH2. Ќе имаат различни протеини на својата површина, хемиски ќе изгледаат различно, но сепак ќе бидат автореактивни. Исто така не се локализирани на едно место, автореактивните клетки ќе бидат низ целата циркулација низ телото, во најразлични лимфни јазли насекаде. И многу е тешко да ги таргетираш, бидејќи хемиски изгледаат скоро исто како нормални клетки кои ти се потребни за да се браниш против бактерии, вируси, габи, паразити, така натаму. Исто така имуниот систем те заштитува од канцер. Така што ако некој од вас успее да најде протеин кој го има на имуни клетки кои таргетираат само селф антигени, значи го нема на сите други, само на селф антигени кои таргетираат, зошто би имало некој различен протеин, нема поента. Тој протеин би се појавувал и кај нормалните клетки, кога би напагале нешто. Но окей, значи вие треба да најдете некој ваков протеин и да направите лек или еве некој антитело кој ќе се врзува за тој протеин. Се врзува и при тоа антителото може да носи токсин кој ќе ја уништи целната клетка. Значи има такви терапии за канцер. Има многу талентирани и паметни луѓе кои прават прогрес во овие области. Нормално има многу повеќе терапии за канцер кои се успешни него за автоимуни болести, бидејќи сепак е поопасен канцерот во однос на автоимуните болести. И интересно ми е и за тоа да зборам, има многу интересни терапии за канцер. Нормално првите кои биле користени, радијациона, хемотерапија, тие тепале се. И едноставно хемотерапијата губива и канцерот, губива и нормалните клетки и идејата е кој прв ќе умре. Но повеќе ги таргетира клетки кои повеќе се делат, канцерот повеќе се дели, така што најверојатно канцерот ќе умре прв. Радијациона терапија слично, едноставно убива клетки и прави мутации. Што повеќе се делат клетките, повеќе мутации. Канцер клетки најчесто имаат и расипани механизми за репарација, така што сите мутации што ќе им се случаат на канцер клетките остануваат и стануваат генерално нефункционални. И денеска радијационата терапија може доста убаво да се усмери спрема местото каде е канцерот, за да не биде на цел организам, така значи нема цел човек да го ставиме у комора да го зрачиме. Но окей, тоа е муабет за друг пат. Сега да видиме кои се некои од терапиите кои моментално се користат за третман на автоимуни болести. Првично ќе започнеме со општо делувачки терапии за автоимуни болести, иако всушност сите терапии за автоимуни болести се на некој си начин општо делувачки и ќе видите што мислам со тоа. Првично ги имаме имуносупресивни терапии, кои се најстари и денеска се користат бидејќи се многу ефикасни. Едноставно, ако имуниот систем е тој кој прави проблем, супресирај го имуниот систем и проблемот е решен. Но очигледно дека не е така лесно, бидејќи ти всушност го супресираш целиот имун систем. Така што си многу поподложен кон инфекции, што може да биде опасно, но исто така се зголемува и ризикот од канцер. Сега нормално имуносупресивните терапии најчесто не се примаат некои многу големи временски периоди, така што иако е зголемена шанса за инфекција и рак, во тој краток временски период ќе се пазиш повеќе и најверојатно нема нешто биде нешто многу. Но сепак треба да се има тоа во предвид. Најчесто се користат кортикостероиди и ова сигурно се слушнале, можеби вие сте ги користеле ако сте имале некои кожни проблеми, веќе прво што причуваат кортикостероиди. Кортикостероидите, како што ти кажува самото име, тоа се стероиди од кортексот се мисли на надбубрежната жлезда или пак аналози на истите. Најчесто тоа се глукокортикоиди, така бидејќи надбубрежната прави минералокортикоиди, но ова се глукокортикоиди слични како кортизолот, кои имаат општо антиинфламаторни дејствија. Така, значи, или промовираат одредени антиинфламаторни цитокини повеќе се синтетизираат, или пак ја намалуваат експресијата на проинфламаторни цитокини. Океј? Влијаат исто така на намалување на активноста на Т клетките, имаат вазоконстриктивен ефект и општо влијаат на метаболизмот на масти, протеини и некои други работи. Сега, како што реков, кортикостероиди, ако сте користеле например за некои кожни проблеми, некој воспаление, црвенило, љупење на кожата или што и да е, биле топикални. Така, значи, биле некои креми кои ги ставате на површината, таму кај што има проблемот, или малку околу кај што е проблемот и ќе се реши во рокот, не знам, недела-дена, зависи што е проблемот, така и зависи која е кремата. Но поентата ми е да действуваат релативно локално.
тие сепак имаат некој благ системски ефект, но најголем дел од ефектот, 90% ќе речам, е на местото каде што се апликува. И може да биде некој посилен или послаб кортикостероид. Значи топикално. Може да биде со инекции. И ова е главно слично како топикалното, едноставно се става инекција подкожно кај што има проблем, но може да се става инекција за да има системски ефект, ако иде у циркулација, или пак може да биде во форма на апчиња, како таблети, ќе пишам. Односно орално. Да се взимаат кортикостероиди. И овие ќе имаат системски ефекти, најчесто овие се најопасните, односно овие имаат најлоши нуспојави, така side effects. Особено ако иде полог временски период. Значи со крвниот притисок, со циркулацијата, со зглобовите, со бубрезите и така натаму и така натаму. Значи низа проблеми, односно нуспојави кои се користат полог временски период. И нормално не се користат нели само за автоимуни заболувања, се користат за многу други работи. Ги имаме овие две супстанции, азитоприне и циклофосфамид, кои се некои хемикали кои со така имаат антиинфламаторни действија, иако теориски кога ќе размислиме како делуваат, не би требало само антиинфламаторни да бидат, треба да действуваат на многу други работи, но не знаеме зошто. Например, азотоприне действува така што го нарушува пуринскиот метаболизам, односно пуринска синтеза, така што не може доволно клетките да се делат, но тоа да, има имуносупресивен ефект. Помалце Б-ите клетки ќе се прават, но исто така и сите други клетки во организмот. Циклофосфамид действува така да прави мутации кои потекнуваат апоптоза на клетките и изумираат. И нормално има уште многу други нестероидни антиинфламаторни лекови. Значи Д е за drugs, бидејќи е англиска кратенка, англиски акроним. Нестероидни антиинфламаторни лекови. Но и тие сепак си имаат низа нуспојави ако се користат полог временски период. И ова, како што реков, действува на целиот организам. Значи го снижува целиот имун систем, не ги супресира само автореактивните Т или Б клетки. Океј, действува и на здравите имуни клетки. Друг начин кој може да се користи за третман на автоимуни болести е плазмофореза. Не се користи често, бидејќи може да биде доста комплицирано, постапката, па малце мачно да се иде, да се прави целата постапка, може да се направат тромбови и така натаму, но главната идеја е следнава. Значи, вадиш крв од пациентот и тоа може да биде во дадени количини или пак да биде континуирано помалце, али ајде да речеме, вадиш 300 мл, така, се центрифугира или некој друг метод си има, ќе оставиш да отстои, така што ќе се одвојат крвните елементи, ќе се одвои плазмата, нормално ова ќе биде сад обложен со антикоагуланс. И знаеме дека антителата или пак имуните комплекси кои се формирале, да речеме антитело се врзало со некои антигени, се наоѓаат во плазмата. Така што само ќе земеме, ќе ги отстраниме антителата, односно имуните комплекси кои ги има во плазмата, ќе се измеша тоа и пак ќе се врати назад до пациентот. Значи, на овој начин можеш да ги отстрануваш имуните комплекси од крвта. Бидејќи знаеме, например, при лупус, тие се тие кои главно предизвикуваат штета. При некои форми на лупус. Значи, ова е хиперсензитивност тип 3 реакција, така кои имуни комплекси предизвикуваат оштетување. И ова доста често помага да се решат симптомите при неразлични патологии, но не е трајно, така, значи пациентот треба на дадени временски периоди, зависи колку му е опасна ситуацијата, да иде на ова плазмофореза да му се отстранат антителата или односно имуните комплекси од крвта, што не е толку практично. Веќе треба да чека некој време да стане полоша состојбата, па тогаш се иде. Значи веќе некоја штета ќе настане, не можеш да идеш цело време, значи треба пред да се собере одреден титар на антитела, па да го смалиш и после да чекаш пак време докато се собере одреден титар, па пак да го смалиш и така натаму. Значи ова е нели слично како диализа, кога не ти работат бубрезите, така нели си иде на диализа за да се отстранат метаболити. Но тоа може да биде релативно континуирано, така што поминуваат низ одредени цевки, па спрема осмоза, бла бла, искачаат одредени метаболити. Ова е малце различно, плазмофореза, но генерално истата идеја. Сега преминуваме на нешто поспецифични терапии. И овие повторно делуваат на целиот имун систем, но не се како на сите имуни клетки. Така, значи има одреден механизам на действување кој ние сме го дизајнирале, така што викам дека се нешто поспецифични терапии, но сепак не таргетираат автореактивни клетки. Бред?
Ајде да ги видиме овие антицитокински терапии. Едноставно знаеме дека воспалението е предизвикано од проинфламаторни цитокини. Така, значи, цитокините така повикуваат други клетки, се собираат, па се уништуваат ткива, се прави воспаление и така натаму. Епа, што да направиме? Ќе направиме антитела кои ќе врзуваат некои проинфламаторни цитокини. Значи, антитело за ТНФ алфа најверојатно. Антитело против интерлеукин 6. Така што пациентот ги прима овие антитела и ТНФ и интерлеукин 6 ќе се бидат врзани. Така да речеме има некоја имуна клетка овдека која создава интерлеукин 6 и ти си внесол антитела, ќе го врзат така што ќе нема воспаление, зашто антитела го врзале. Но нормално имаш тука проблем. Се прават имуни комплекси, сега треба да ги чистиш овие имуни комплекси, бидејќи ќе има оштетување. Нормално сега бубрезите ќе треба да си го решат тоа. Но поентата ми е решаваш еден проблем, правиш друг. Значи многу интересно како го користиме имуниот систем, значи користиме антитела со цел да решиме проблеми со имуниот систем. Но ќе видите подоцна дека овој начин на решавање, така антитела, правење против одредени цитокини или одредени други молекули, само трае кратко. Значи, у смисол, не може да се користи со години и години. И ќе видите зошто. Освен антитела за ТНФ алфа интерлеукин 6, има антитела и за многу други молекули, овие се само најглавните кои ги спомнав. Може да се користат антагонисти за интерлеукин 1 рецептор. Така, значи, ако имаш овдека рецептор за интерлеукин 1 и сега наместо да се врзе интерлеукин 1, ти внесеш некоја молекула у телото и таа ќе се врзе тука. Така и се интерлеукинот 1 не може да се врзе. Океј. Но повторно, тоа влијае општо на целиот имун систем. Не влијае само на автореактивните Т или Б клетки. Имаме некои молекули кои се инхибитори за јак кинази. Исто има и за некои други кинази. Имаме антитела против интегрини. Тоа беа молекули кои беа за да можат имуните клетки од циркулацијата да се прикачат и да стигнат до местото каде што се потребни, така да искочат од крвните садови и да помогнат во одбраната. Па ако нема интегрини, они као што патуваат низ циркулацијата нема да застанат, само ќе тераат. Но ова повторно го намалува општо имуниот систем, го супремира. Така што ако имаш некоја бактериска инфекција, тебе потребни ти се интегрини, потребно ти имуните клетки, така како што тераат вака низ патот, низ крвните садови, имуната клетка тера и потребно ти е да застане тука некаде, бидејќи тука има бактерии. Така треба да застане да искочи. Ако имаш ти антитела против интегрините, кои треба да закочат у наводници, така таа ќе си продолжи и сега бактериската инфекција ќе биде неконтролирана. Повторно, ќе има некои имуни клетки ќе успеат да средат, но многу подолго ќе се влече тој процес. И така натаму и така натаму. Значи има и многу други супстанции. Имаме некои терапии кои действуваат подиректно на клетките. Например, една е антитела против CD20 протеинот. И овие се ритуксимаб антитела. Се користат и во кај канцер, кај некои видови канцер. И ова се антитела кои се врзуваат со CD20 протеинот кои се наоѓа кај Б клетките. Така што внесувајќи нова антитело ги ја намалува популацијата на Б клетки. Да, тоа ќе го снижи даденото автоимуно заболување, бидејќи нема да се прават толку антитела, но повторно зголемува ризикот за инфекции. Ова действува на сите Б клетки, не само на автореактивните. Имаме анти-CD40 лиганд антитела, бидејќи CD40 беше потребно за активација на Б клетки, така од страна на Т клетките. Имавме Т клетка која требаше да активира Б клетката и беше потребно CD40 лигандот. Имаме антитела против тоа, така што Т клетките не може да ги активираат Б клетките. Океј, но повторно тоа важи за целиот имун систем. Следни ги имаме CTLA4 имуноглобулиди, односно антитела, кои што всушност делуваат на следниот начин. Значи, знаеме дека Т клетките со цел да се активираат мора да сретне некоја дендритична клетка или пак некоја друга антиген презентирачка клетка која ќе ги активира. Така за тоа беше потребно да антиген некој биде презентиран на МХЦ молекула, тој да биде препознаен од Т клеточниот рецептор, за друга боја, препознаен од Т клеточниот рецептор, но исто време да има и костимулаторни молекули. Океј, значи да речеме тоа беше B7, B7-1 или B7-2 од страна на дендритичната клетка. И Т клетка тоа го препознаваше од CD28. Сега,
овие CTLA4 имуноглобулини всушност се врзуваат со B7. Така се врзуваат на следниот начин. Така што вториот сигнал за активација кој Т-клетка треба да го добие за да се активира, нема да стигне. Така, значи ќе добие само сигнал од Т-клеточниот рецептор, а еден сигнал не е доволен. Така, значи само еден сигнал не е доволен, така што таа Т-клетка нема да се активира или ќе стане анергична, односно толерогена кон дадениот антиген. И тоа е основниот механизам на дејствување. Ред? Сега имаме и некои други техники. Една е инjектирање на интравенозни имуноглобулини Г. И ова дејствува, ама не знаеме баш зошто дејствува. Има две причини. Значи првата е дека овие IgG антитела кои немаат некоја специфичност за даден антиген, основно се IgG, имаат гама тежок синџир, имуноглобулините, се врзуваат со ФЦ рецептор, така значи ФЦ регионот 2 кај Б клетки. И кога тоа ќе се случи, всушност овој рецептор праќа негативен фидбек механизам до јадрото да се намали експресијата на антитела. Бидејќи клетката си мисли имам толку антитела во околината што почнуваат да се врзуваат за мене, така со ФЦ регионот, а тоа праќа негативен фидбек и вика на клетката прекини со продукцијата на антитела. Тоа е можеби едниот механизам. Другиот е дека низ различни места низ организмот имаме вакви ФЦ неонатални рецептори кои што возможуваат да антителата кои се наоѓаат во циркулација, дека имаш некој антитело во циркулација, да се врзе таму за да не биде деградирано. Бидејќи сите антитела кои се наоѓаат во циркулација имаат одреден полуживот. Така, значи временски период кои постојат пред да бидат деградирани од страна на ензими. Ако антителата кои се автореактивни ги пополнуваат овие делови, ќе имаме автоимунозаблување, односно ќе трае подолго. Но овие IgG антитела кои ги внесуваме така интравенозно, они ќе го зафатат рецепторов, така што сите други кои останале у циркулацијата ќе бидат деградирани. Океј, едноставно е како компетитивен инхибитор, некако ако збориме у терминологија биохимија. Го зафаќа овој рецептор така што ги зафаќа позициите кои се безбедни за антитела. У наводници, мислам, антителата може да се терат низ циркулација, но ќе бидат побрзо разградени. Така што тоа е вториот предложен механизам зошто ова би помагало. Значи не сме сигурни, али знаеме дека помага. И последно, има уште неколку, се Т-регулаторни клетки. Знаеме Т-регулаторни клетки, зборев веќе неколку видеа, дека учествуваат многу во регулација на имуниот систем, односно не се случаат автоимуни болести, автоимуни патологии. Како, што, зошто, не е баш јасно, имаме доста познавање, но не е целата слика отворена. Сега им текнало идеја зошто не ја зголемеме популацијата на Т-регулаторни клетки. Они самите нека си го решат проблемот со автоимуното заболување. Барем до одреден степен, нема да го решат до крај нормално. И тоа го направиле. Едноставно ќе земеш популација на Т-клетки од пациентот, ќе ги прочистиш Т-регулаторните клетки, бидејќи имаат одредена количина на молекули кои се наоѓаат на нивната површина, така имаат CD25, доека обичните другите немаат. Така што ќе ги одвоиш регулаторните, ќе ги активираш и ќе ги пролиферираш. И сега ќе добиеш многу повеќе од регулаторните клетки, ќе зголемиш нивната популација и ќе ги вратиш назад до пациентот. Така што односот помеѓу регулаторни и обични ќе се зголеми. Така, значи сега ќе има повеќе регулаторни него што имало претходно, а тоа ќе помогне за да се намали автоимуниот одговор. Има доста работа која се вложува во истражување на овие регулаторни клетки, бидејќи може да се инженираат, постои шанса, за да сами ги решаваат овие проблемите со автоимуно заболување. Сами да го зголемуваат бројот внатре во домакинот, да не мора вакво да ги вадиме од домакинот, па да ги умножуваме, па пак да ги враќаме назад. Тоа треба ни зачекори. Овдека исто има третман со интерлеукин 2. Се додава бидејќи интерлеукинот 2, знаеме беше потребен за Т-клетките да станат регулаторни Т-клетки, односно што повеќе интерлеукин 2 имаше, тоа се поголеми шансите дека ќе се добиеше Т-регулаторна клетка. Така што ако ставаме интерлеукин 2, ќе зголемиме бројот на регулаторните клетки.
Ова вдека говори за индуцирање на толеранција, зашто ќе говорам сега за кратко. Имаме индуцирана толеранција. Индуцираната толеранција е слична како хипосензибилизација, што го спомнавме кога зборевме за алергии. А идејата кај алергиите беше следнава. Да речеме дека си алергичен на јајца, така значи на некој протеин од белката од јајцето. Што ако тој протеин постојано ти го ставаме, го инјектираме во се поголема и поголема доза. Така значи ќе почнеме со многу малце, али цело време ќе го зголемуваме, дозата. Твојот имун систем има шанса да стане толерантен кон тој антиген, така што веќе да не си алергичен барем даден временски период. И во тоа видео спомнав кај алергии дека не е баш јасно зошто ова функционира, али знаеме дека функционира. Така значи може да се потикне толеранција со внесување на тој антиген. Истата идеја важи тука. Значи, ако твојот имун систем, да речеме некоја Т клетка, така препознава некој селф антиген, ние можеме тој антиген постојано го внесуваме во циркулација, се повеќе и повеќе, така што да стигне до момент каде што ќе стане имуниот систем толерантен кон тој антиген. Но ова не е така лесно да се изведе како што звучи и некогаш може дури да го загрози животот на пациентот. Да речеме дека телото всушност има автоимун одговор користејќи Б клетки, така значи прави антитела против тој антиген. И ние постојано ако ја зголемуваме дозата, ќе се зголемува и титарот на антитела. Значи ќе се зголемува титарот и во даден момент, ако внесеме доволно голема доза на овие селф антигени, да пробаме да го направиме организмот толерантен, сите овие антитела може да действуваат, да се направат огромен број имуни комплекси и тоа да го загрози животот на пациентот. Океј, значи не може туку така, само ќе се речеш, добро, само ќе се инјектирам повеќе и повеќе. Нема секогаш да помогне. А другиот проблем е дека во најголем дел од случаите кај автоимуните болести не знаеме кој е селф антигенот. Така значи не знаеме кој е селф антигенот. Знаеме дека автоимуното заболување е предизвикано дека некоја Т или Б клетка препознава некој селф антиген, али кој е тој селф антиген кој препозна, не знаеме. Например, може ќе знаеме дека имуниот систем, не знам, го напаѓа црниот дроб. Така е, тука ќе нацртаме вака црн дроб и знаеме дека го напаѓа него. Али кој протеин од црниот дроб го напаѓа, немаме поим. Сега ќе речеш, добро, можеме да направиме истражување. Да речеме некој пациент има автоимуно заболување, имуниот систем го напаѓа црниот дроб, добро, ќе се направи операција, ќе се отвори, ќе се земе парче од црниот дроб, така да речеме ова тука парче ќе се извади. И сега тоа парче ќе го извадиме во лабораторија, ќе го разградиме, така че ќе го разградиме на многу мали парчиња и сите тие ќе ги ставиме на посебна подлога. Ево вака. Сите тие мали парчиња ќе ги ставиме на посебна подлога и ќе пробаме од секое парче да извадиме само одреден протеин. Така значи може да се разгради па да се користат различни методи, електрофореза, хроматографија, за да се добијат одредени протеински фракции, така или вес блотинг или како и да. И сега да речеме овдека ќе го добиеме некој зелен протеин, овдека некој жолт протеин, овдека некој син, овдека некој виолетов и овдека некој портокалов. Така? Добро. Сега ќе земеме исто и крв од тој пациент. Така, значи ќе земеме крв од тој пациент, ево го имаме овдека крв, ќе ја центрифугираме така што ќе добиеме, еве да речеме, ќе има антикоагулант, така што ќе добиеме плазма, и доле крвните елементи. И сега у плазмата знаеме дека има антитела. Океј, таа плазма сега ја аплицираме тука. И сега антителата да речеме дека се против портокаловиот протеин. И они ќе се налепат сите тука. И после ќе земаме washer да ги измиеме сите што не се исполепиле, па ќе аплицираме антитела кои ќе треба некаде да ги набавиме, не е битно, ајде го скокаме тој чекор, кои ќе бидат специфични за ФЦ регионот од автореактивните антитела. И на овие плюс дополнително ќе осмислиме да имаме некоја радиоактивна проба или пак некој ензим, така што кој ќе ставиме одреден субстрат, тој ќе биде катализиран до одреден продукт кој можеби ќе биде обоен, така што ќе знаеме, ајде, дека селф антигенот кој е таргетиран кај овој пациент е овој. Така и ајде, ќе брежам со црвена и најдовме. Значи портокаловиот протеин во црниот дроб е тој кој е таргетиран кај деделото заболување кај пациентов. И сега можеби ќе можеш да почнеш со оваа индуцирана толеранција.
А сега тој протеин ќе треба некаде да го набавиш за да му го даваш на пациентот, така во се поголеми и поголеми дози. Тешко е да го набавиш ако е некој ептен сложен протеин. Како ќе се продуцира? Ќе треба некој биотехнолошка фирма да најмиш, па да направиш одреден плазмид кој ќе се инјектира во одредени бактерии, па дали бактериите ќе може добро да го експресираат, па може да кидеш у квасци да го направиш тој протеин, па ќе се добија, па ќе ти го прочистат, ќе ти го пратат и пак можеби нема да работи. И повторно јас скокам и цела низа чекори кои ми текнуваат вака на памет, кои може да ги спомнам, со што уште повеќе ќе се искомплицира работа. Значи не е така едноставно. Може би ме разбравте, може би не е ни битно. Поентата ми беше да го сватиме методот на функционирање и да видите дека не е така едноставно да се направи. Во ред? И не, ако се направило за еден пациент, ќе не може тоа да се употребува за сите пациенти кои имаат тоа заболување. Значи за секој пациент треба да се направи посебно. И последен третман кој може да се користи, кој се користи за канцер, се кустом дизајнирани антитела. И овој вид на терапија ветува многу за лекување на канцер, но и за автоимуни заболувања, дадено ако знаеш за кој антиген правиш антитело. Односно, кустом антитела се кога произведуваш антитела против даден антиген од интерес. Или при тоа тие антитела можеш да ги модифицираш на каков сакаш начин, за да имаат дадена ефекторна улога. Односно, да речеме дека при даденото автоимуно заболување, ти имаш одредена Б клетка која прави вакви портокалови антитела против некој портокалов антиген. Така, значи тоа ти е автоимуното заболување. Ово е некој селф антиген. Сега, ти ако знаеш кој е овој селф антиген, така, ќе ги најдеш антителата. Интересно е дека ако знаеш сега кој е антителото, можеш да направиш антитело против антителото. Во ред? Така што, кога оваа Б клетка сега ќе продуцира антитела против дадениот селф антиген, така, значи тука има некои селф антигени и сега имунова клетка пробува да ги нападне. Ти ќе внесеш оваа терапија на антитела кои ќе ги врзат овие и они ќе ги сполепат нив. Така што овие автореактивни, така, значи автореактивна Б клетка која ти ги напаѓа селф антигените, нема да успее во тоа. Бидејќи антителава, овие кустом што си ги дизајнирал, ќе почне да ги напаѓаат овие портокаловите. Во ред? Нормално сега ќе се направат голем број имуни комплекси, но во голем број случаи подобро е да се направат имуни комплекси кои ќе се отстранат, него да бидат нападнати овдека некои ткива кои го содржат овој селф антиген. Така. Значи подобро е имуни комплекси да се направат, него да се уништуваат клетки. И сега некој ги се рече, леле, бре, супер вака. Значи сите автоимуни болести кои вклучуваат антитела ги решивме. Значи само ќе направиме кустом антитела против антителата кои го прават проблемот. Така. Добро, ќе речеш да, но најголем дел од автоимуните болести кои се со антитела имаат и поликлонален одговор, односно не е еден вид, значи има вакви портокалови антитела, но исто така има и некои вакви кои се по жолтеникави, кои се исто продуцираат од некои други клонови на автореактивни Б клетки. Или пак некои кои се малце по жолти. Така. Така што ќе треба да направиш најразлични антитела за дадениот пациент. Ќе речеш добро, дека направам вакви темносини, ќе направам посветлосини и ќе направам и розови и сите тие ќе му ги дам на пациентот и пациентот ќе биде супер. Но не е така едноставно. Значи има голем број тешкоти во процесот на дизајнирање овие кустом антитела, но може да се направи. Но за да стане се ова супер ефикасно, треба да биде убаво финансирано. Али треба пари за тоа, бидејќи и да се направат вакви антитела, тоа ќе биде специфично само за даден пациент. Така, значи секој пациент кој сака ваков вид на терапија, треба посебно да се осмислат антитела за него. Нема нешто што фармацевска индустрија може да го произведе и да го продава. Ова е за сите. Така, значи секој кој има ова заболување, само ова взимај го. Нема. За секој пациент мора да се направи посебен лек. Што е проблематично и е многу скапо. И ова моментално се прави за канцер, каде што се прават вакви кустом антитела да таргетираат некој антиген кај канцерозните клетки. Но има една иронија во се ова. Оваа терапија која се користи на почеток функционира. Така, но сега ова е еден проблем подоцна, а тоа е да имуниот систем ќе почне да прави антитела
против овие антитела. Односно, да речеме дека има овдека одредена канцер клетка. Така. Еве, тука има одредена канцер клетка која има некој антиген кој е специфичен само за канцер клетката. И добро, компанијата која прави вакви кустом антитела ќе ти направи антитело против канцер клетката, така? И оно на почеток ќе функционира, ќе го отстранува канцерот и така натаму. Но твојот имун систем, бидејќи само во антитело е протеин, ќе почне да прави антитела кои го напаѓаат лекот, односно лек антителото. Така што терапијата против канцерот ќе прекине да биде функционална. А во овој претходниот случај кога зборевме, така значи оваа Б клеткава ќе направи антитело против силф антигенов, така? И ти, нели рековме, ќе си нарачаш вакви кустом антитела, кои ќе обврзат и ќе речеш, добро, решен проблемот. И така ќе биде решен неколку месеци и после твојот имун систем ќе направи антитела против тие антитела. Така, значи ќе направи антитело против сините. И ова е како еден бескрајен циклус, што ти сега ќе нарачаш новите антитела против розевите. И до кај ќе иде тоа? Така што ти пробаш да се лечиш, али имуниот систем почнува да ти го уништува лекот. И оваа област на кустом антитела, односно продукција на вакви, е многу интересна. Имам направено едно видео за инженеринг на антитела, не е во големи детали. Имам овдека една семинарска, која иде во нешто повеќе детали. За како се произведуваат овие антитела и како може да се користат, како се експресираат, во какви системи, со цел да бидат поефикасни, како во инженеринг се прави, се менуваат CD регионите, па се менуваат едни други региони, и така натаму. Може да се произведуваат на многу различни начини, може да се користат вируси за да се произведуваат, за да се добие огромна разноликост. И при тоа може да се менува, значи се додаваат делови на нив, може да се додаваат токсини на крвта регион, може да се додаваат ензими и така натаму и така натаму. Има значи многу интересни работи. Борет, сега имаме само една слика за крај колку да го сумираме ова што го зборевме. А тоа е следно. Односно, можеме да намалиме инфламацијата, односно да супремираме имуниот систем на најразлични начини, дали општо или нешто поспецифично, но сепак не влијаеме само на автореактивните имуни клетки, него влијаеме на сите дадени имуни клетки кои ги таргетираме со дадената терапија, односно целокупниот имун одговор, што не прави подсклони кон инфекции и канцер. Тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во следното видео. Довидување!